Почитувани го следите отвореното студио на Еден телевизија. Јас сум Јадранка Костова, уредник и домаќин во овој вечерен дел од програмата на Еден телевизија. И во овој дел од програмата мој гостин е Ирена Стериовска. Денеска е ден на жалост, после катастрофалната сообраќајна незгода. Јас чувствувам потреба на самиот почеток лично да изразам сочувство до семејствата на загинатите, на оние повредените, да им посакам што побрзо закрепнување. Ирена? Исто така сакам да ја искористам оваа прилика. Прво, благодарам на поканата. Сакам да искористам оваа прилика да го изразам моето сочувство кон фамилиите, семејствата на загинатите и да им посакам побрзо закрепнување на оние, да им даде да добијат сила за да го пребродат ова. Има луѓе што се уште се во неизвестно состојба, така да се надевам дека жртвите и онака се многу, се надевам дека ќе останат на таа бројка. Се молиме за здравје за сите повредени. Овој настан, некако ајде влез во разговорот, иако ја најавивме темата, тоа е во април се навршуваат 3 години од Шарената револуција. Се обраќам на ти, мислам да чувствувам една од поактивните во тој граѓански бунт. Но многумина заборавија дека минатата недела, некаде околу 9 февруари, се наврши и 3 години од почеток на емитувањето на така наречените бомби. Сега, тој граѓански бунт што се создаде беше и предизвикан од самиот режим што претходната влада со години го креираше, а кој на некој начин го символизираше и потикнување на омраза кон инаквите. Да. Дали е пород по вера, по партиска припадност, постојано пребројување на непријатели и слично. Еви еден ваков тажен настан покажа дека дел од луѓето повторно шират и во вакви настани омраза, некои чудни злочести чувства, што навистина ме згрозува. Во суштина, ние сме запознаени дека тоа како феномен, омразата како феномен се гаеше во Македонија. И мислам дека тоа не може да се санкционира освен ако не се санкционира. Мислам дека мора веќе во оваа држава луѓето да ги сносат последиците од своите постапки. Мислам дека секој човек, особено во ситуација кога се случува ваква трагедија, особено дома кога ни се случува ваква трагедија, мислам дека е неумесно овие работи да останат неказнети, особено кога станува збор за универзитетска професорка, еве конкретно за случајот, која што меѓу другото покрај тоа да ги образува своите студенти, има уникатна можност и морално, професорите универзитетски имаат уникатна можност морално да ги обликуваат своите студенти. И не знам каков морално обликување би пружил човек кој што според тоа што е напишано на некој начин не може да се види никаква емпатија, а ние знаеме кои луѓе не се обременети од тие чувства на емпатија. Не би сакала да бидам сега да инсинуирам, да кажувам некакви диагнози, меѓутоа стварно мислам дека обвинителството треба да реагира во однос на овие работи, затоа што и покрај ваквите тешки работи и цела Македонија, особено семејствата на луѓето, треба да се справуваат со тоа што им се случи. Не мислам дека треба во овој момент да се дозволуваат такви ексцеси, затоа што во некаква морална смисла тоа е ексцес од невидени. Па може би социјалните мрежи го извадија тоа на површина, дека има луѓе кои градат среќа на туѓа несреќа, мислам, тоа е жално, особено кога тие луѓе се и на некакви јавни или функции, уште пострашно што со тоа ги заведуваат. Социјалните мрежи на некој начин извадија на површина многу работи. Голем дел од тие беа позитивни, на некој начин ни овозможија да имаме медиум за комуникација во едно медиумско црно време. Но исто така извадија и на површина и вакви
гнасни работи. Мене, ако ме прашувате, мислам, во главном овие високопрофилните мразачи, како што ги викам јас, од нив не сме ни изненадени, иако апсолутно стојам на ставот дека треба да бидат санкционирани, како не би се повторило тоа или повторувало. Но мислам дека извадија на површина и други ликови што се, меѓу другото, не се многу јавни, не се бават со јавна функција, кои што ние гледаме дека не се работи за епизода на омраза, туку се работи за вкорената омраза со која што ние како општество мораме да се занимаваме. Така, ме асоцираше ова на, јас често ја споменувам и кога пишувам во Фокус, Орвеловата 1984, извонредно наслика на еден авторитарен режим, и таму постои она сцена, нели, секојдневно кога се пушта 2 минути омраза. Значи, кога луѓето се мора да гледат замислениот непријател, да го мразат, да почнува тивко, па завршува нели во една еуфорија. Во суштина, ние го имавме тоа со години, секој ден. Точно тоа Орвел што го илустрира таму, е известна слика на тоа како се тренира масата, условно, на луѓе. Масата на луѓе и исто така што е, бидејќи го спомна сега, јас многу сум врзана за тоа дело. Зошто? Па имам намера да го поставам. Да, имам намера да го поставам. Во догледно време. Во Охридскиот театар? Не во Охридски театар, во Скопје ќе биде, меѓутоа ќе биде независен проект кој што се надевам дека ќе добиеме средства и ќе има ќе добиеме средства и ќе имаме продукцијски можности да го реализираме. Меѓутоа зборот ми беше целта на креирањето омраза, на таквото гаење омраза. И Орвел го објаснува, меѓутоа и ние во модерната политичка наука можеме да го видиме дека е на некој начин форма за да се контролираат, некаков обид за да се контролираат, па и успешен обид за да се контролираат луѓе. Затоа што на луѓето им треба непријател кој што треба да го мразат за да можат да поднесат се што не функционира во нивниот живот, и мислам дека претходниот режим добро ја најде таа формула да може така да ги манипулира и да ги контролира луѓето. Последиците од тоа ќе ги трпиме со генерации, не само уште, туку ќе ги трпиме со генерации, бидејќи тие луѓе кои што го практикуваат таа омраза, не се малце, имаат свои деца, ги воспитуваат своите деца, ги воспитуваат своите роднини, меѓу себе си влијаат. Така да тоа не е акутна некаква слика. Но омразата ја труе душата, јас имам чувство на тој што ја гаи омраза. Имено, затоа дотолку повеќе е тешко да се извади едно општество од една таква тренирана омраза, затоа што тоа се шири како вирус. Ирена, сега да преидеме на темата што ја најавував, а тоа е, ти беше една од најактивните во шарената револуција, но неодамна искажа одредено разочарување во неколку наврати, но во врска со твојата активност. Зошто се почувствува дека си била наивна? Ќе ти ја парафразирам изјавата, беше, се обраќаш на дел од пратениците, дека од идеалисти, луѓе подготвени да прават чуда, направивте летаргични циници. Стана летаргична? Се уште се борам да не станам летаргична, меѓутоа што те разочара од во главном новите тоа е една цела серија на случувања. Најпрво, за да го објаснам тоа, морам да кажам дека на некој начин секој потек на владата, на колмејкерите, јас ги викам така, значи на луѓето на позиција, на некој начин е форма на комуникација, секој потек, независно дали е пресконференција, дали е некаква одлука, се е форма на комуникација со граѓаните. И сега, во главном ние од се ова што се случува,
некако не чувствуваме, барем еве јас од мое име, да не зборам во колективно име, меѓутоа јас не чувствувам дека во целост принципите, идеалите на шарената револуција, па макар и стремежот не мора да се достигнат, меѓутоа стремежот на модус оперантито како треба да се функционира, јас не го чувствувам, не го гледам, иако имам во многу сегменти подобрување од тој режим, меѓутоа да немаше ништо немаше да има поента, меѓутоа посекако но таа граѓанска бунтовност не треба да прекине. Имено. Меѓутоа еве воглавно ние 5 години поминавме, се општо малце, па ќе збориме и за конкретно, меѓутоа ние 5 години се обидувавме да ги освестиме граѓаните, шетавме по улица понекад и 20 души, да ги освестиме дека треба политички да бидат активни, ангажирани, да бидат свесни. Најмногу бев разочарана кога највртениот спот за референдумот беше одреден спот во кој што се пропагира дека ние треба да живееме во држава во која што не знаеме кој ни е претседател или премиер. Тоа е некое време старо, пред 30-40 години, каде што владетелот, условно кажано, е најпаметен од сите, па ние не треба да се замараме со големите работи. Ние не живееме веќе во такво време и општо постмодерното време не е такво време. Во развиени подемократски држави, да речам, и многу мини не знаат кој што име. Да, меѓутоа постои голема група на критични граѓани кои што се занимаваат, ако не со одредена, ако не со целокупната, оти ние нели експерти за се сме, ако не со целокупната ситуација, сепак се занимаваат со одреден сегмент и во тој сегмент се критички настроени и активни граѓани и се обидуваат со секој свој потек или искажување на став да доведат до некаков прогрес. Она што јас не го чувствувам, односно разочарувањето од оваа ситуација во однос на она што сме се надевале е бидејќи согледувам дека ова е систем кој што не продуцира прогрес и не ни гледам дека воопшто нешто се прави за тој систем да се измени. Конкретно, кои сегменти? Конкретно го поддржа референдумот. Го поддржав референдумот. Тоа е еден од сегментите во кои што апсолутно сметам дека се правеа и прават легитимни потези кои што се неопходни за деблокирање на евроатлантските процеси. Да, кои што се неопходни за да мрднеме ние од ова балканско блато како што знаеме да го наречеме. Меѓутоа не е само тоа, ние немаме само таму проблем. Ние имаме проблем во многу сегменти. Бунтот по улиците беше од многу сегменти. Ние имаме проблем во културата системски. Ние имаме проблем во правосудниот систем, проблем со неказнивост, проблем со непотизам и генерално дури и да речеме дека сме биле наивни и мислевме дека тие работи можат да се решат многу брзо, еве и да не може да се решат, сепак мора да постои одредена тенденција, некаков пат кој што процесите го завземаат, кој што знаеме дека ќе не однесе на некое место подобро од ова. Како се чувствуваш, видов на една од фотографиите што си на протестите на Шарена револуција со еден транспарент "Че си лежите". И Не си лежат, заправо. Тоа беше едно од најпоразителните ситуации за мене лично. Процеси траат, да кажем. Меѓутоа имаме ние највисоко профилниот криминалец во Македонија, кој што патем 3-5 години сме оделе по улица обележувајќи го него како мастермајндот на цела криминална организација и тогаш веќе држава криминална. Избега, тоа беше едно од најпоразителните. Значи се чувствував како било што сум направила да не донело, да не вродило во плод. И особено заради тоа што се уште не гледаме одговорен за тоа. Се уште гледаме префрлање на одговорност. Да, се следува на кривичната одговорност. А ние велиме каде е она моралната одговорност, чувството. Барем посочување, барем ако веќе не треба да се бара одговорност политичка, треба да се каже каква одговорност ќе се бара, треба да се посочи, треба да се знае. Сега некако многу се жонглира со некакви полуинформации кои што
се гледа дека, мислам, секој што знае комуникација, разбира малце, се гледа дека се исконструирани и дизајнирани за да не замајат нас, за да не прелажат, за да го преживеат они денот. Комуницираш со пратениците кои, да речам, влегоа во собранието од редовите на шарената револуција? Да, не, секој ден, дебатирате, полемизирате? Дебатираме. Како го објаснуваат нивното однесување по овие работи кои ти пречат, те разочаруваат? Значи се повикуваат на одредена прагматика, која што сега јас не можам да ја легитимизирам, прво затоа што не сметам дека јас разбирам дека условно кажано аболицијата беше некаков политички прагматизам и дека најверојатно мораше да се случи. Меѓутоа баш тие луѓе што беа од шарена револуција со нас, преку нас на некој начин влезени таму, аболицијата се изгласа со 90 гласа, па можеа да не гласаат, можеше да се изгласа со 87, можеа својот интегритет да го задржат. Сакам да кажам дека тоа е од оваа позиција, јас не сум таму, не знам што се случува, меѓутоа од оваа позиција и не ми било дадено некакво легитимно образложение, сега кое што можам јас да го примам за... Како режисер, како уметник, ти си вработена во Охридскиот театар. Како заврши во Охридскиот театар од Скопје? Па тоа е последица на тој режим, секој што не се покоруваше, условно кажано, на моќта на тогашните колмејкери во културата, или завршуваше невработен, или завршуваше вработен негде на маргините, иако јас имам почит кон сопствената куќа, сметам дека е со потенцијал, но не со оперативна моќ. Оно што разбранува во јавноста, кај културната јавност, така да се изразам, е поделбата на парите во ресорот култура. Имаше жестоки реакции, а да подсетам и минатата година нешто слично се случуваше. Доби некаки средства, аплицираше со проекти? Аплицирав, се уште е во тек ревидирањето на одбиените проекти. Во главном не би шпекулирала сега за резултатот, стварно не знам што би, дали ќе го добијам во реевалуацијата на проектите, но она што е битно е дека генерално ние мораме да научиме како се учи од грешките. Ние не можеме 2 години поред да ни се случува истиот скандал. Иако сменет министер, иако значи системот нешто не функционира. Иако системот нешто не функционира, не смееме да бидеме поборници за статус квото, само нешто да не се смени. Нештото не функционира, мора да се смени, мора да се ресорот култура како да постои само за да дели пари. Апсолутно. И тоа обично проследено со скандали. Тоа е заради тоа што во главном и самата промена на министерот на некој начин јасно беше дека е дел од политички пазар. И се ние ништо не можеме, јас барем, не можам да очекувам кој знае каква револуционерна промена во системот на функционирање на културните институции и на Министерството за култура, од проста причина што гледам дека не е тоа намерата, нема таква тенденција. Да речеме, ева најпластично ќе објасниме. Режисерите аплицираат со проекти во театри, директорите на театри евалуираат проектите, па неколку приоритетни ги праќаат во комисијата. Комисијата од министерство ги разгледува, ги одобрува, но не во форма на одлука, туку во форма на предлог за министерот, пазете, молим те, микроменеджмент за министерот да го одредува репертоарот на театрите. Во моментов јас можам да кажам дека можда е министерот супер човек, супер менаџер, меѓутоа јас сум сигурна дека он не знае подобро од комисијата или од директорите на театрите што треба да помине, а што не треба да помине. Така што мислам дека таа преголема бирократија во однос на нешто што треба, уметноста сама по себе треба чудо да продуцира. Не може чудото да помине ни 17 филтери. Особено два од нив се тотално непотребни. Тоа е систем дизајниран од режимот заради тоа што они така има контрола.
Не беше битно што ќе кажат директорите на театри, не беше битно што ќе каже комисијата, на крај министерката вика ова да или ова не. Меѓутоа сега, бидејќи гледаме дека оваа власт нема потреба од такав централизиран менеджмент, не гледам причина зошто тоа не би се олабавило и не би се олеснила процедурата и зошто не би добиле театрите и директорите на театри поголема автономија да одлучуваат за својот репертоар. Постои нешто што се вика делегиран буџет, што мене ако ме прашувате, тоа е можеби едно од најфините решенија. Секоја година одреден театар во зависност од евалуацијата на успехот да си добива одреден број на средства и тие средства како знае театарот така да ги искористува со една голема представа, со 3 мали, со 5 мали, независно. Значи директорот тоа е одговорноста да го креира репертоарот. Дали во овие 2 години, нели откако се промени власта, имаш добиено буџетски средства за твој проект? Не, аплицирав и 2 години. Прошлата година, минатата година добив во мојот театар, што за мене не значи хонорар, тогаш работев само за плата. Така што и сега се реализира неодамна представата. Немам добиено и можам најотворено да кажам дека во времето на режимот бев поактивна. Тогаш добиваше повеќе? Па не толку колку што мислев дека заслужува мојот талент, но добивав повеќе од сега. И тоа без при тоа да тогаш се лутев затоа што системот не функционираше, меѓутоа системот не функционираше од аспект на еден човек што го раководи. Сега системот тотално не функционира. Сега го нема ни тој еден што ги држи конците. И затоа сметам дека се соочуваме и сите културњаци се соочуваат со еден хаос во кој што не знаат како ни да постапат во целиот тој лавиринт од па и од папирологии и од одреден протекционизам. Го цитираш Черчил во една пригода, кога му побарале по Втората светска војна да го скрати буџетот за култура за да се засили воениот буџет, кој реагирал во смисла, па зошто тогаш се боревме? Да. Се прашуваш ти зошто се боревме по улиците? Се прашувам, јас го знам одговорот, епилогот е малце поинаков од тоа што сум мислела. Ние во Македонија мора да им е јасно на владата, да е јасно дека ние ако некаде имаме капацитет да бидеме главни таму надвор, да се вратиме со награди, да бидеме конкурентни, тоа е во уметноста. И тоа го имаме докажано со Пред дождот, со Ханиленд сега, со режисери кои што одат на фестивали и добиваат награди. Значи, воглавном ние како уметници сме докажале дека не треба да бидеме ставани таму некаде на маргините и дека не треба да бидеме некаква категорија за пазарење и подкусурување. Имено ние како уметници овде имаме уникатна можност, бидејќи и самата историја на овој регион во Македонија ни дава можност да раскажеме приказни кои што таму некаде сакаат да бидат чуени. И сметам дека баш во уметноста треба да се инвестира и треба да им се остават на уметниците отворени раце за да ги направат тие чуда што на индустријата и треба 10 години да го направи. Како да се покрене власта да ги направи тие промени? Падна и оставки, нели, во ресорот култура на одредени председатели или советници и слично. Реагираат многу по социјалните мрежи. Еве, ние ќе разговараме, но може се да се остане по старо. Значи, потребна ли е некаква форма, некаква граѓанска активност за да се притисне владата да направи промени? Па да, треба, но... Ама како? Кој е модусот сега? Но, знаете како, во суштина, системската промена можеме ние само да ја побараме. Системската промена јас не можам сама да ја напишам па да ја предложам па некој да ми вика да ова да ова не. Просто треба да има волја од Министерството за култура. Ако нема волја од владата, ресорниот министер треба да се избори за тоа. Треба да се избори. Ако требаат повеќе пари. Ако требаат повеќе луѓе. Треба да се избори. Не може
мене тоа ми е една од најапсурдните работи. Министер за култура или министер без разлика за било кој ресор да работи повеќе за целокупното нешто, да паѓа жртва на целокупното нешто. Па не може, човек треба да се бори за својот ресор. Не може министерот за култура да се бори за нешто друго. Министерот за култура мора да се бори за својот ресор. И ако таму некаде не е на агендата, мора да ја стави таа приказна за реформа на целиот систем културен на мапата. А ако не може да го направи тоа, треба да знае да си поднесе оставка. На крајот на денот тоа е одговорноста на министерот, да покренува големи потези. Јас не можам да покренам голем потек. Јас можам во целиот тој условно начин на ресистематизирање на начин на кој што функционира културата, можам да помогнам, можам да се приклучам. Меѓутоа јас немам никаква моќ од оваа позиција да го почнам нешто. Но за овие 2 години не се промени ништо. Имало индивидуални вакви реакции и тоа не се малку. Па тоа не прави летаргични. Имено тоа, затоа тоа не прави преков кој е летаргични. модусот, можда треба некаква поинаква организација во тоа. Да речеме, Некогаш кога ќе се крене по голема врева, некои одлуки се ревидираат. воглавно Меѓутоа, работава овде системот да се промени. Воглавном, па и целата пракса на оваа влада е акутно да се решаваат работите. Значи, еве сега се реевалуираат проектите одбиени, па некои ќе бидат задоволни, па некои нема да бидат задоволни, меѓутоа тоа акутно решавање. Да одговорам поконкретно на тоа што ме прашуваш, не може тоа 5 уметници да се соберат и да го побараат. Оти 5 уметници се собрале до сега и 50 се собрали и го побарали и ништо не се случило. Мора да има волја, мора да има политичка волја. И на крајот на денот мора да има одговорност од ресорниот министер кога си ги слуша луѓето кои што неговиот ресор ги засега, мора да има слух, па и да не било во план тоа во големата слика, мора да се донесе, затоа што тоа е одговорноста на министерот. Не е одговорноста да одлучува која представа ќе биде, која не. Последица од претходниот режим беше и една драстична поделба на уметниците. При што и тука фигурираа оние етикети кои се предавници, а кои се патриоти. Учесниците во шарената револуција нели беа предавници и платеници, а оние кои ги предводеа протестите која се случи крвавиот четврток се само прогласија за патриоти, но уште повеќе ВМРО ДПМНЕ и по промена на лидерската функција останува на квалификацијата дека тој настане патриотски чин. И сега како ние да расчистиме што е патриотизам? Нема конкретна формула се додека се толку диаметрално различни становиштата на едната група и на другата група. Ние мораме да најдеме некаква средишна точка и овде се не зборам од некаков хипи аспект за некакво помирување, затоа што мене сето тоа помирување ми е фарса. Воглавно треба да се воспостави колективна вредност. Значи, особено кај уметниците, бидејќи голем дел од тие самопрогласени патриоти и од тие прогласени, не само па имаше неколку уметници кои предводеа пред собранието сите тие протести. Меѓутоа тоа е нивната политичка наратива. Има дел од тие уметници кои што се стварно квалитетни. Меѓутоа ние мораме да ние разликуваме квалитетен уметник, но неговиот општествен ангажман, јавен ангажман каде води? Затоа сакам да кажам дека поделбата по секаков основ носи и до неевалуација на квалитетот на луѓето од другата страна. Колку повеќе ние се наоѓаме во однос на тоа што нас ни е заеднички интерес, толку повеќе ќе имаме потреба да се делиме по основа на патриотизам и предавништво. Воглавном, целата дали е тоа патриотски што следуваше во собранието? Тоа е... Да оставиме масата која влезе. Говорам за оние кои недели и месеци, да речам, го стимулираа граѓанството дека треба да се... Тоа е, ако ме прашувате мене, според мене, тоа е еден од најнеодговорните чинови и баш како што го спомнавме Орвел сега, она последица од новоговор. Патриотизам не е тоа, они така си го викаат. Иначе тоа не е патриотизам.
Они така си го имаат некои некакви зборови, точки. Зборовите имаат поинакво Значење. Некакви точки имаат стајано ова и тоа го имаат заокружено како патриотизам. Патриотизам е да се стремиш и да сакаш да бидеш денеска подобар од него што си бил вчера. И за мене тука завршува муабетот. Тоа е патриотизам. Затоа не можам ни да ги наречам они дека се предавници, затоа што голем дел од нив, организаторот на протестите нивни, се враќа со награди од театарски фестивали секоја недела, што значи дека не можам да кажам дека он не работи за Македонија. Затоа мораме да ја најдеме заедничката точка и од кога ќе најдеме заедничката точка многу е полесно да се разбереме отколку ако сме толку наелектризирани еден против друг, иако си имаме што да си памтиме еден на друг, значи да немаме дилема за тоа. За крај. Во овие 2 години, разочарана си од одредени сегменти и од оваа влада. Непотизмот го спомнавме, не поразговаравме, но и тоа е интересна тема. Толку е време, тоа многу се проблемите. Културата исто нема промени, некои работи дури на полошо. Говоревме за нема правда, нема мир и слично. Ако продолжи ова, дали си подготвена повторно да идеш, да излезеш на улиците? Сега, ако ме прашувате, би била премногу сум уморна јас за уште еднашка тоа да го поминам, но постои некаква сила што му се случува на човек кога знае дека е во право. Значи јас и тогаш кога ми бара луѓе да ја направам дистинкцијата меѓу шарена револуција и тоа движење на самопрогласени патриоти која што беше следната година, мојот одговор беше да, они се движење, протестираат, ние бевме движење, меѓутоа една е разликата. Ние бевме во право. Тие не беа. И многу е полесно да собере човек сила, да се бори, ако си скреира моментум, со самото тоа што знаеме дека сме во право. Така да директно да ти одговорам на прашањето, сметам дека би можела можда не толку многу активно и бидејќи без боја овој пат. Тоа е добар трейдмарк на револуција, така што. Така. Ирена Стериовска, благодарам што беше гостин во отвореното студио. За неколку минути следува и дневникот, се гледаме повторно. Фала на покана.